Ако маркетите не ги спуштат цените за 10%, да се замрзнат крајните цени на основните прехранбени производи, како што вети министерот за економија, побара Организацијата на потрошувачи. Оттаму велат дека во услови на енормни поскапувања, на граѓаните секој денар им е важен и гледаат што е можно помалку да потрошат на храна. Сепак се уште се надеваат на фер практики на трговците. Во спротивно, бараат утврдување максимални цени. Затоа што ќе се смета дека тоа не е во ред. Ние ви помагаме на бизнес сектор да вие ги оставате цените исти. Да видиме за очекување дека тие самите ги намалат, сепак сакаат да ги имаат македонските потрошувачи, нели како потрошувачи, оти македонските потрошувачи веќе се вртат кон купување на основни прехранбени производи од другите нели добавувачи овде од околината или било како увозните, кои што им излегуваат на некој начин поевтино. Да не набрам сега во сите сегменти е тоа. Така да, знаете, никој не сака да ги изгуби потрошувачите. Граѓаните се уште се жалат на расипани производи, бидејќи дел од маркетите ги гасат фрижидерите навечер поради прескапата струја. Исто така се уште има случаи на пониски цени на полиците во продавниците, а други повисоки на каса. Од Организацијата на потрошувачи велат дека ако населението масовно ги враќа и не плаќа за производите, трговците ќе се опаметат и ќе станат поажурни. Лани минатата година имавме на 2600 поплаки во поедини области. Сега се истакнуваат овие поплаки кои што вие зборувате, затоа што многу брзо се менува цената. Сами гледаме дека и покрај ограничување на маржата, цената се менува и тука имаат проблем веројатно и трговците. Меѓутоа не гледаме никаде да дојдете на каса па да ви наплатат поевтина цена, туку секогаш е покачена, така да во тој домен сметаме дека треба да се многу поуредни, а инспекцијските органи да се исто така на терен во контрола на овие цени, знаат и тие дека тоа се случува. Министерството за економија најави дека мерки за субвенционирана струја под 100 евра за мегават час ќе има за производителите на млеко и млечни производи, лепи пекарски производи, масло за јадење. Месната индустрија чека да биде додадена на оваа листа за да можат да поевтинат месото и сувомеснатите производи. Предупредија дека плаќале и до 10 пати поскапа струја споредено со истиот месец лани, а поскапени биле и суровините и ембалажата. Бизнисот цело време бараше, но помошта за субвенционирана струја доаѓа со задоцнување од 8 месеци.